СДСМ денес пред очите на целата јавност одлучи пензиите на пензионерите да не се зголемат. Прв пат после 11 години нема да има покачување на пензиите во Република Македонија. СДСМ не дозволи пензионерите да добијат плюс уште една просечна пензија од 8200 денари во текот на годината. СДСМ треба пред пензионерите и целата јавност да даде одговор зошто се против зголемување на пензиите на пензионерите. Ова парламентарно мнозинство покажа и докажа дека за нив партиските интереси се многу поважни од интересите на граѓаните. Со гласањето против предлог законот за дополнување на законот за пензијско и инвалидско осигурување на денешната седница на Собранието на Република Македонија, парламентарното мнозинство предводено од СДСМ спречи да продолжи трендот на зголемување на пензиите на пензионерите, што беше редовна пракса во изминатите години. Пратениците од ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија во знак на револт ја напуштија собраниската сала, бидејќи пратениците од СДСМ наместо да се борат за интересите на граѓаните, во овој случај пензионерите, уште еднаш потврдија дека се само гласачка машинерија за штетните одлуки кои што ги спроведува владата на Заев. ВМРО ДПМН во изминатите години во своето владење ги зголеми пензиите на сите пензионери во Република Македонија. Најниската пензија се зголеми за 105% и истата од 4330 денари во 2006 година се покачи на 8895 денари, додека просечната пензија која во 2006 година изнесуваше 7684 денари, на крајот на 2016 година стигна до 13754 денари, што е зголемување за речиси 80%. На овој начин ВМРО ДПМН се грижеше за пензионерите. За разлика од нас, СДСМ продолжи онаму каде што застана во 2006 година, да ги лаже, манипулира пензионерите и да не ги покачува пензиите. СДСМ, како и во минатото, кога беше на власт, им го сврте грбот на највозрастната популација во Република Македонија. СДСМ пред очите на целата јавност спречи пензионерите да добијат покачување на пензиите, онака како што ги спречи студентите да добијат бесплатни компјутери, државните и административните службеници да добијат покачување на платата од 5% и како што спречија да се намалат трошоците за извршување на впрочем. Ваквото деструктивно однесување на СДСМ ќе биде казнето од страна на граѓаните на престојните локални избори.